Значи, планирањето на буџетот е мощна и стручна работа. Затоа сакав да ве прашам како да се научат граѓаните за да учествуваат во креирањето на буџетот. Да, точно така. Планирањето на буџетот е навистина деликатна и стручна работа, кој што нашето одделение за финансиски прашања е задолжено за планирање на буџетот со соработка со градоначалникот и останатите раководни кадри во општината и администрацијата, нели? Меѓутоа, кога се однесува за граѓаните, една од алатките за како да ги едуцираме граѓаните да бидат поблиску до работата на администрацијата и да сватат како се креира буџетот е буџетскиот форум. Таа алатка ние, како што кажа, во неколку наврати ја спроведовме, така да можам да кажам дека жителите на општина Новаци до некаде се едуцирани, затоа што ова веќе трет пат како го организираме буџетскиот форум и знаат дека не може секој еден проект кој што тие сакаат да се реализира доколку немаме доволно финансиски средства за тоа. Или пак доколку проектот кој што тие го бараат не е во надлежност на општината, туку е во надлежност на некоја друга институција, каде што тие се надлежни, тие треба да го реализираат тој проект. Така да тие некои работи кои што се деликатни и специфични при планирањето на буџетот на општината, до некаде нашите жители се информирани, а до оние кои што не се, затоа ги правиме овие буџетски сесии, за да можат доследно да се информираат на кој начин оди таа процедура. Значи, отворените податоци, значи за дефиницијата со законот, секоја општина треба да се објавува на својата веб страница. Сакам да ве прашам дали сите податоци се објавени на вашата веб страница? Имаме отворени податочни сетови кои што се објавени на нашата страница и тоа го правевме во соработка со Сдруженијето Змај и Метаморфозис, исто така во рамките на еден проект како и овај вашиот проект што го работиме, така да и во тој дел можете да видите дека ние навистина сме отворени за соработка со Сдруженијата на граѓани и невладиниот сектор. Ја препознавме, значи, потребата дека тоа што го работат тие невладини е и во наша корист, затоа што не само што имаме законска обврска, туку добро е и транспарентно и отчетно да делуваме и да се тие податоци да бидат достапни до пошироката јавност. Така да голем дел од документите кои што беа објавени на нашата веб страна, значи беа објавени, ние бевме транспарентни предходно, меѓутоа не во таков формат каков што им е потребен на невладините и на Сдруженијата на граѓани за да ги обработуваат. Токму затоа, во соработка со овие невладини организации, ги сработивме и тие отворени податочни сетови кои што во посебна рубрика се достапни на нашата веб страна, така да можам да кажам дека од тоа истражување кое што беше спроведено, од 100 испитаници колку што беа вклучени во самиот проект, нашата општина е на 31-то место како индекс на отворена општина. Значи општина Новаци од вкупно 100 испитаници се наоѓа на 31-то место. Што се однесува до транспарентноста е на 46-то место, отчетноста на 28-то место и на 20-то место е за вклученост и правичност. Се разбира, ова ни е прв пат како го реализираме, ќе го практикуваме и понатаму. Постои можност да подобро, постои можност да повеќе, меѓутоа ние почнуваме од тука и ќе се движиме по нагорна линија, секако овие цифри да ги подобриме понатаму во периодот кој следи и мислам дека ќе достигнеме едно завидно ниво. Благодарам за вниманието и одвоеното време. Благодарам јас.